има значи намалена економска активност и според тоа очекува лоши резултати, односно лоши бројки за бруто домашен производ во вториот квартал. Морам да изразам искрено жалење за впечатокот на Христијан Мицкоски. Веројатно тоа се случува само во неговата глава и во главите на највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Напротив, показателите се сосема позитивни. Ако навистина сакаме да дознаеме што значи успешност во економски политики, тоа најдобро да можеме да го видиме и најдобро се одразува преку намалувањето или зголемувањето во конкретниот случај на бруто домашниот производ. Знаеме дека во првиот квартал имаме раст на бруто домашниот производ од 4,1%. Ако земеме во споредба во каква состојба ја наследивме државата, имавме бруто домашен производ кој што беше во минус близу 2% по владењето на ВМРО-ДПМН. Да сега оствариме раст од плюс 4,1. Сето тоа паралелно водено со зголемување на минималната плата, со мерките кои што еве и денес ја презентираме, повратот на ДДВ, на платениот ДДВ 15% од платениот ДДВ директно кај граѓаните. Сето тоа влијае за подобрување и за раздвижување на економијата. Како што кажавме и во изјавата, ова се само дел од мерките со кои што обезбедуваме подобар стандард кај граѓаните. Нормално дека навестуваме и ни следуваат уште многу мерки и уште многу посветено домакинско работење во интерес на граѓаните и државата. Не можеме да заборавиме дека ВМРО-ДПМН со нивното деструктивно владење 11 годишно ги остави граѓаните до 2021 година морат да вратат по основ на долгови, на камати, близу милиарда евра. 1 милиарда евра потрошени, близу 1 милиарда евра потрошени на споменици, на жални врби во Вардар. Сето тоа мораше да се превенира, мораше да се стабилизира, тоа и го направивме и ете ги очекуваните резултати. Подобрувањето на односите со соседните држави, со Бугарија, со Република Грција, надминувањето на спорот. Сето тоа имаше позитивно влијание во однос на економијата и во однос на индустриското производство овде во Република Северна Македонија, секако и зголемувањето на процентот на извоз во државата позитивно влијае во економијата. Во таа мера не можеме да заклучиме, значи нормално дека не се согласувам со ставовите на Христијан Мицкоски, дека во Република Северна Македонија економијата не е на добар пат. Напротив, економијата е стабилна, имаме раст на економијата, имаме раст на стандардот кај граѓаните и сето тоа не мотивира и не охрабрува да продолжиме по патот по кој што сме тргнали. Ви благодарам.